Квалитетот на воздухот конечно ќе се контролира и во Штип. Точно ќе се знае што заедно со кислородот секојдневно дишеме. 3 мерни станици веќе се изработени од страна на експерти од Штипскиот универзитет, а едно од нив е поставено во дворот на кампус 2. Вакви инструменти овозможуваат следење на квалитетот на воздухот во реално време, значи ги прибираат податоците, ги ставаат во база која што подоцна соодветно на потребите може да се користи. Тие податоци ќе бидат достапни, значи кога ќе се спреми софтвер, една и од главните идеи е да успееме малку поедноставно и поефикасно да се презентира квалитетот на воздухот на јавноста. Досега квалитетот на воздухот во Штип бил испитуван повремено и тоа во научни цели. Главна констатација е дека мерењата овде се задоволителни, а кога ги има, проблемите доаѓаат од оджаците. Генерално сите индиции се дека главни загадувачи се за жал домакинствата, односно начинот на кој ние се грееме. Значи тоа е доминантен загадувач и паралелно со грејната сезона почнува и наглото влошување на квалитетот на воздухот. Не е дека нема други, али доминантно влијание е домакинствата. Според извршените анализи од страна на тимови на УГД кои биле вклучени на контрола на квалитетот на воздухот, најголема веројатност за загадување има во оние општини кои се сместени во котлини. Градовите што се наоѓаат во котлини и кои што има малку поголема густина на население, имаат проблем со загадувањето и тоа пред се у зимскиот период. Значи котлините знаат да направат топлинска инверзија, да го задржат воздухот во истиот воздух, да го спречат струењето. Тоа е еден проблем, проблемот што од друга страна ние се грееме на дрва, што е доминантно греење, за жал и у Скопската котлина, верувам, и тоа е проблемот. Така да сите градови кои што има повеќе извори, значи да бидеме чисти. Тоа може да бидат и сообраќајот и домакинствата, мислам дека е секаде специфично и индустријата, секаде е специфично секоја општина. На ниво на држава, најголеми проблеми се детектирани во Скопје, Битола и Тетово, а во регионот најлош воздух се дише во Кочани. Инаку, 3 мерни станици се целосно конструирани во Македонија. Во нив се вградени најреномирани сензори, а експерти од УГД 2 години работеа на нивна контрола и поддршка на софтверски решенија. Мерните станици првично се изработени за потребите на рудниците Саса и Бучим и финансиски поддржани од нивна страна.